Поголема отчетност на општините или воспротивно, градоначалниците прекршочно да одговараат, бараат дел од невладините организации. Сдруженијата Шанса за центар, независни за Карпош и О2 иницијатива денеска до собранието поднесоа амандмани на измените на Законот за локална самоуправа, кој се најде и на дневен ред во собранието во прво читање. Како што појаснија, станува збор за 20 забелешки, кои сакаат претениците да ги земат во предвид при донесувањето на законот. Во однос на работата на советниците, соочени сме исто со проблем на недобивање на информации кои ни требаат за работата на како советници. Од таа причина исто бараме да биде законски одлучено во какав рок и може да ни се достават, треба да ни се достават тие одговори. Не можете да дозволите да во име на тоа што градоначалникот цитира и на со советници, со граѓани, со администрација, да имаме нефункционална локална единица. Од друга страна, министерот за локална самоуправа Златко Перински вели дека не е можно да се предвидат прекршочни одредби во законот, но нагласува дека може да се примени механизмот на отповикување на градоначалникот, што според него е големо системско поместување. Оние предлог измени на законот беа објавени на ЕНР на 12 март и овие невладини организации кои што вие ги споменавте имаа можност да доставуваат нивни предлози и барања во насока на подобрување на законското решение. Одговорите исто така од наша страна се сработени и се јавно достапни и за нив. Во системскиот закон не можеме да предвидиме прекршочни и казнени одредби, но затоа механизмот на отповик на градоначалник како нова одредба, како нов член како практично со предлог измените ние предлагаме нов член, членот 54А, каде што граѓаните доколку проценат дека градоначалникот ја злоупотребил нивната доверба, ќе можат да го применат механизмот на референдумски отповик на градоначалник. Како што посочија од невладините организации, Законот за локална самоуправа се минува после 23 години, а консултации биле одржани со градоначалниците, но не и со членовите на советите на општините, кои покрај градоначалниците се другиот орган на општината.